За да се живее на планината Плачковица, треба да се има големо срце. Жителите од село Кучица вака раскажуваат за животот на ова поднебје. Овде зимите се тешки и многу студени, а снеговите високи до 1 метар. За да жителите од ова село бидат безбедни преку целата зима, дополнително треба да ги наполнат своите амбари, бидејќи во спротивно, како што велат, ќе има многу глад. Сепак животот овде за нив е убав, затоа што тука има чист воздух, бистра вода и зелени ливади, кои се дополнителна храна на нивните души. Тука да живееш, да ти кажам, треба да имаш многу големо срце. Ќе фанемо некој мраз, може со недела, со месец да не можеш да излезеш од селото. Или некоја невреме, имам видено невреме, фане и мост однесе, човеците останат блокирани. Сега секој си имат гарант по 500 кг брашно дома. Ако немат, не се знае што ќе чекат утре, што може да биде, што може да се дешава тука. Има ли продавници? Има. Сите села ли тука имат? Има, сите села има. Да, тоа за чист воздух, да ти кажам, многу убаво нешто. На вако место да живееш летно време, еве водичка, понапред тука вода имаше, не се минеше од водата. Снегови имаше една време 1 метар. 3 месеца не е станал. Луѓето со коњи, со магарини одеја до градот 5 сато еден правец, 5 сато па навака, 10 сато пат. Ошло од Османлијата, пред 500-600 години се живее. Староседелци? Да, староседелци. Од тога знаете дедовци, прадедовци? Да. Нашите корени, јориците што сме дојдени тука, од кој е Караман. Дојдели сме од 1500 години. Тоа рачунат пред 600 години сме дојдени тука. Од 90-те година сум ја. Од Радовишка, од Коџелија. Од там сум роден тука. Женеца ми тука сум дојден. Па добро е. Со земјоделие тука се работи, со тутун, сточарство и тој друго. Вие со што се занимавате? Со тутун. Па чим високо планина сигурно има чист воздух. Природно, само што сме далеко од градот за кокошки. Тоа е друго што ќе бидеме. Гуски? Не. Само кокошки има и Крави? крави има. Има, ама многу ретко, на 4 души има крави и 2-3 има овци, повеќе се од тутун. И овде трендот за напуштањето на огништата со години започнал да биде присутен, па жителите од селото велат дека после нив нема овде кој да живее. Тешко. Многу сме далеко и нема. Што ќе работи младите тука? Тутуна ако сопрет, ако не си се, стоп толку. Ние тука сме, дек ќе одеме ние, нашиот дел тук ќе биде. Добро ви е тука? Па добро е, високо вода имаме, дрва имаше. За нас добро, ама за младите не е добро, они сакат по-модерно живот. Млади има, ама тука почнаа да се преселат и од ова село. Дека одат трати? По градови, по Штип, по Радање. Бега се на по-ниските места, утре друг ден да не се мачат на вакви услови. Како што гледам за 10 години, ќе треба државата на вакви место за сточарството или за тутунарите да дадат поубави можности. Така викаа старите, ако има богати село, ќе има и богати градови. Ако не произведуваат од селото, не може да биде богат град. Инаку, ова мало село се наоѓа во областа Јуруклак, на крајниот југоисточен дел на територијата на општината Карбинци, а на северозападните ограноци на планината Плачковица, припаѓајќи во групата подпланински села. Селото е планинско со надморска височина од 770 метри, а оддалечено од градот Штип на околу 30 километри.